тројца соговорници за корупцијата во општеството и меѓу носителите на власта. Корупцијата е најголем проблем. Штом комуницирате со државни органи, апсолутно носи можност за корупција. En même temps, il ne faut pas pêcher dans l'excès inverse et laisser entendre que tout le monde serait corrompu dans ce pays, parce que je pense que ça serait injuste et ce serait aussi injurieux. За која пазарна економија ќе зборувате ако вие немате владење на правото? Скапата хидроцентрала Чебрен со странски пари и компании. Дали ова јавно-приватно партнерство ќе успее без скандали? Јавно-приватно партнерство, таквиот објект да се врати во собственост на самата држава. Значи, обратна е идејата. Меѓутоа, кај мене стравот е ако се врати во собственост на државата, дали ќе одиме во нов циклус на приватизација. Зошто сега се тестира и црта, прекројува и на границата во регионот? Et à l'inverse, donc, je n'ai pas observé le moindre soutien affirmé en faveur de ce document. Et donc, je pense que si il s'agissait d'un ballon d'essai, mon sentiment est que ce ballon a plutôt tendance à se dégonfler. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au plan européen, il n'existe pas de plan de cette nature. Гледате ново издание на емисијата Трилинг, а во ова издание на политичко-обштествениот магазин Тројца соговорници. Мојот прв соговорник е професор на правниот факултет, довчерашен декан. Тој предава трговско управување. На неколку наврати беше на доусовршување во Германија и Соединетите Американски држави. Горан Коевски, подолг период го нема во јавноста. Добре дојдовте во емисијата и ми е драго што по подолго време се појавивте и ја прифативте мојата покана. Професор Коевски, пред речиси една деценија оценивте дека Македонија се соочува наместо со партократија, со клептократија. Денес влегуваме во една фаза на перманентни забелешки дека корупцијата не станува главен проблем. Како денес ја би оцениле состојбата? Па денес, како што самите кажавте, корупцијата е најголем проблем. Сега од една временска дистанца од околу 30 години, поточно 30 на правниот факултет Јустинијан I, 90-тите години, 90-та се вработив, значи почетокот приватизација и така натаму, можност за престои истражување во странство. И бев сведок, ако на почетокот се јави тој вид на некаква клептократија, бизнис олигархија, тајкуни и така натаму, кои што се снајдоа во државата така како што се снајдоа, постепено развивајќи се во така наречени кронисти, кои што немаат начин како да го оплодат својот капитал или да го задржат и постепено почнуваат тоа што го стекнуваат да го вложуваат во некаков си политички капитал, во политичко предприемништво, за да едноставно лобираат да се донесат соодветни закони кои што ќе им одговарат на новозатекнатата состојба. Некогаш си се препорачува тој вид на кронизам, во смисла дека ако немате развиена нова правна рамка, нови институции и така натаму, мора да соработувате со тие политички елити за да тргне работа. Меѓутоа, паралелно со тој момент треба да се развиваат институции со соодветен капацитет и постепено бизнисот да се одвојува од самата политика, партократија. Во спротивно, ако продолжи тоа како процес, ќе го кажам примерот за оно што во непосредното соседство се случи со Агрокор и Ивица Тодорич. Империја градена во некаква транзиција, каде што не се знае што е имот на компанијата, што е имот личен на главните собственици на самиот Агрокор, закони менувани преку ноќ за потребите на таквата империја, финалето империјата се распаѓа, се носи тој закон Лекс Агрокор, за да се справи државата со стечајот на таква огромна компанија со не знам колку илјадници вработени луѓе. Ети ги долгорочно таквите можни последици ако дојде таа спрега помеѓу така наречените кронисти, кои што во некои случаи ги нарекуваат и прикриен фашизам. Ако вие успевате во бизнисот само врз основа на блискоста со определени политички елити,
автоматски немате никаква конкуренција, го затварате пазарот за нови играчи и тој затворен круг, ако се реплицира долгорочно, носи до тоа што, нели, последиците би биле тие. Професоре, уште на самиот старт од првото моje прашање рековте да, корупцијата е сериозен проблем. Дали тоа значи дека се раководи бескрупулозно, клиентелистички, помалку неодговорно? По мене да, по моje видување да. Затоа што вие, ако сакате да постигнете нешто, а државата, например, ви наметнува со некакви закони премногу дозволи, одобрение и така натаму, зависно од кој сектор, нели? Автоматски ве принудува да морате да комуницирате со соодветни државни органи, а штом комуницирате со државни органи, апсолутно носи можност, нели, за корупција. Зборам за овие, нели, големи капитали, големи инвестиции и така натаму. Меѓутоа, ако законите се прават за големите, тогаш малите едноставно не можат да обстанат во таква една правна или деловно обкружување. Уште при процесот на осамостојување на државата и процесот на приватизација се создаде таа спрега и алка помеѓу политиката и бизнисот. Вие споменавте, меѓу другото, дека таа мора на некој начин да се раскине. Постои ли волја меѓу институциите, меѓу извршната, судската, па и бизнис елитата, да се трнат рацете? Или постои така наречено меѓусебно заштитништво? Постепено имам впечаток дека почнува. Меѓутоа бевме сведоци кога, например, преку ноќ се менуваа одредени системски закони во делот на бизнисот и кога ќе се запрашате зошто токму таа одредба е променета, сакате негде ќе приметите дека значи беше создадена се една прилагодува за одредени бизнис кругови. Наменски измени на законите за точно определени бизниси. Меѓутоа, ако како резултат на приватизацијата настана една бизнис олигархија, потоа се јавија нови апетити. Нели? За да се создаде една контра, со оглед кај нас дека секогаш имаме два поларизирани света, и сега ајде ќе направиме нова бизнис елита која што условно ќе ја стигне или ќе ја уништи оваа претходната, и тука во таквата желба менувате системски закони кои што едноставно од корен ја руши целата приказна. Реакции доаѓа од Брисел дека не сме, особено во делот на законот за трговски друштва, некои клучни права на акционерите да ги суспендирате. Меѓутоа, очигледно беше да дојде до некакви си превземања на таквите порано приватизирани компании, кои по своја страна, не само тие и овие, гледаме сега дека голем дел од нив се распаѓаат како кула од карти, кога доаѓа втората генерација со честно исклучоци, да го продолжи потфатот на родителите кои приватизирале, нели станале некои си моćни семени бизниси, втората генерација или распродава се или одат тие под стечај, така што очигледно е дека тоа веќе не функционира и не може да функционира. И токму заради тоа велам дека постепено стануваат бизнис елитата, политиката и останатите свесни за таквата состојба, па и судот на крај краишта. Значи се повеќе има обука во делот на акционерството, кој што долго време беше непознаница за судиите. Чувството ми е дека имаме едно поместување позитивно во тој правец. Иако судовите донесоа релативно високи казни за делот обвинетите од аферата прислушкување, се уште владее впечатокот дека во државата функционира концептот на неказнивост. Добре, јас не сум експерт во делот на казненото право за да извлекувам некои релевантни заклучоци. Ова можам како обичен граѓанин да го кажам. Добро е што се почна на крај краишта. Нели, да се изрекуваат соодветни казни, да се гони корупцијата и така натаму. Сплет предпоставувам и на објективни и на субјективни околности. Пред една недела го гледав јавниот обвинител Јовески на еден од медиумите, каде што рече недостатуваат соодветен број на обвинители, истражители и така натаму, кои што ќе го помогнат самиот процес. Меѓутоа и кај нив, например, кај тие истражители треба соодветно познавање на материјата која што треба да ја истражат. Јас, например, имам впечаток дека
дека истражувачкото новинарство и дека некои невладени организации кои што се бават на следење на определени општествени текови, јавни набавки и слично, мислам дека повеќе работи откриваат отколку самите истражители, што значи дека треба да се зајакне во тој ланец систем на истраги. Тоа е објективниот фактор. Субјективниот би бил веројатно недоволно напредување во знаењата, освежување на знаењата, затоа што свесни сме дека денес живееме во еден свет на дигитализација, кај што се менува, се е побрзо и така натаму, така што и тука треба да ги следи тој правосудниот систем, да ги следи сите тие промени што настануваат во општествено-економскиот живот. Професор Коевски, дали станавме општество на алчност и дали во политика се влегува пред се од лукративни цели? Тешко прашање. Сме имале случаи во нашата досегашна историја каде што и прилично моćни луѓе, бизнисмени влегувале во политика, значи лукративната цел не била примарна за да се влезе во политика. Меѓутоа, после известен период, нивната гласност се стишува од причина што кога ќе станете дел од едно обкружување, сакате некете несвесно не станувате дел од нив, него го прифаќате тоа како некакво си нормално поведение. Она што се наметна денуваме како тема е околу справувањето со пандемијата. Дел од приватните болници можеби во обид да профитираат, енормно ги покачија цените. Владата одлучи некако низ законска рамка да стави некаков плафон за тоа таа цена да не иде до бескрај, но зошто дури сега сватија дека треба да се стави некаква рамка законска за дел од приватните болници да не профитираат на грбот на граѓаните, односно на пациентите? Така. Во услови кога собранието беше распуштено, направивме една онлайн дебата за начин на функционирање во услови кога немате закон за вонредна состојба, имате закон за управување со кризи и го имате уставот кој што упатува на вонредна состојба. И уште тогаш, значи врвни професори од правниот факултет Јустинијан први зедоа учество и дадоа примери за временно национализирање на приватните болници. Шпанија, Грција, во Њујорк се најави такво нешто. Ние тие заклучоци од таа расправа онлайн ја доставивме до владата, чисто да кажеме дека постојат такви случаи кога државата се соочува со пандемија, сериозни здравствени прашања, заразни болести и слично. Одговорот не беше нешто позначен, ние тоа го пративме, дури и книга на абстрактни направивме на тоа наше советување. Меѓутоа, кога веќе го кажувате тоа, мојот впечаток е дека минатата недела се најави дека ќе се измени законов за здравствена заштита во функција на ставање на приватните здравствени установи на лечење на пациентите заразени со COVID-19. Со студентите минатата недела расправавме на предавање, затоа што и претходно имаше и уставен и законски основ за такво нешто. Уставот вели дека економските слободи, предприемништвото и така натаму може само по исклучок да се ограничат врз основа на закон. Законот е законот за управување со кризи, каде што владата во услови на непостоење на закон за вонредна состојба може да прогласи кризна состојба, меѓу другото и заради заштита на здравјето на населението, при што може да ги користи и ресурсите на трговски друштва асоцијирани на приватен капитал, кои што вршат дејности од јавен интерес. Меѓутоа го гледав и законот за здравствена заштита, каде што во април, на почетокот од април годинава, е дополнет и јасно се кажува дека приватните здравствени установи се ставаат во функција на мрежата на пружање на здравствени услуги за пружање на интензивна нега, за детектирање на заразни болести, под услови што ќе се договорат со Фондот за здравствено осигурување. Правен основ апсолутно постои. Почитувани гледачи, следите интервју со универзитетскиот професор Горан Коевски. Професоре, подолг период Македонија е во процес на наоѓање партнер за Чебрен. Имаме ли човечки капацитети околу оваа постапка?
или повторно ќе остане дамката на сомничавост околу распродажбата на државните ресурси? Па се не би рекол дека е тоа распродажба, тоа е давање на концесија на добро од општ интерес. Нели? Може да се даде под концесија, може да се јавно-приватно партнерство да се направи во зависност како ќе се утврди во таа feasibility студија кој е најдобар модел. Законот за концесија и јавно-приватно партнерство нуди мноштво на можни облици на таква концесија или јавно-приватно, ги двои законот сите тие облици. Меѓутоа, ако законот сам по себе е, по моје мислење, прилично добар, затоа што во себе ги има транспонирано сите она што е европско законодавство во тој дел. Меѓутоа, кај нас тоа е еден од најголемите проблеми. Имате на хартија добар закон, меѓутоа, како што велат американците, кога ќе ги ставите во акција, е тука нешто. Имплементацијата е сега тука, ако ги читате оние извештаи за напредок на Република Македонија во пристапниот процес, во тој дел конкретно се вели дека институционалниот капацитет на одделот при Министерството за економија прилично слаб во тој дел. И она класичен имавме порано таков еден синдром. Ќе обучите луѓе, ќе им платите обуки за определена конкретна проблематика, со промена на власта ќе стават некои други луѓе, и тука веќе почнувате повторно од нула. Така што, како позитивен пример, еве ги аеродромите во Скопје и во Охрид, дадени на ТАФ. Со изградба на нов објект, 35 годишна концесија и така натаму, неколку години прогласен аеродромот за еден од најдобар аеродром со најголем број на летови, патници и така натаму во тој ранг во Европа. Така што ако се сака, меѓутоа го имате и оној друг еден пристап во литературата, се вели и се пишува доста често дека медитеранските земји се земји базирани на завист, во смисла не гледате кој ви е бенефитот, туку ви при секоја политичка промена новата гарнитура секогаш ќе бара некаква грешка во постапката или содржината на договорот, дали е нешто направено заради нешто. Најлесно се менува закон, најтешко се менуваат навики. Ако се навратиме на јавното приватно партнерство, државата кога се соочува со голем јавен долг, не може повеќе да се задолжува заради последиците што тоа може да ги предизвика. Фискални рестрикции и така натаму, тогаш државата пристапува кон јавно-приватно партнерство и бара соодветен приватен партнер да дава некакви јавни услуги, да изгради определени објекти, да ги менаџира определен временски период. Така што со по правило има исклучоци од крајот на тој концесиски период или јавно-приватно партнерство, таквиот објект да се врати во собственост на самата држава. Значи, обратна е идејата. Меѓутоа, кај мене стравот е ако се врати во собственост на државата, дали ќе одиме во нов циклус на приватизација. Значи, едно е распродажбата, со тоа што кај добрата од општ интерес вие ги давате на користење. Одреден дали е рудник, дали е некакви си енергетски објекти и така натаму. За вашето прашање Чебрен се менува пазарот на енергетика, цените растат, се спуштаат и така натаму и мора таа feasibility студија да покаже дека ризикот и на државата, ма повеќе и на приватниот партнер ќе се исплати долгорочно, затоа што ако нешто вложи, очекува секако и да му се врати. Професор Коевски, до неодамна бевте декан на правниот факултет, вас ве наследи професор Сашко Георгиевски. Правниот факултет Јустинијан I важеше за извор на политички првенци, угледни професори излега од таму, правници, политиколози, но има и личности кои зад себе оставија и сомнителен багаж. Зад нив се дигна и кривични пријави за време на нивното политичко дејствување. Тупурковски, Бучковски, а сега го имаме и случајот со Рашковски. Па не би рекол по исклучоците, не би требало да се носи генерален заклучок за правниот факултет како таков. Меѓутоа се работи во моментот од 76 активни професори, зборуваме за 3/4, нели? Сосема сте во право, например, се сеќавам на времења кога
Правниот факултет имал по 8 министри во влада. Која било, не е важно. Потоа следеше период кога се соочивме со една страшна нелојална конкуренција меѓу 15 и 20 приватни, што јавни факултети, па дисперзии и така натаму. Што може би влијаеше, ако се зборуваме од квалитетот на наставата и така натаму, затоа што едноставно ве кажуваат студентите, ако не положам тука каде што се бара знаење, ќе одам каде било, па ќе си положам, па ќе се вратам и така натаму. Меѓутоа, за среќа, правниот факултет го издржа тој удар на нелојална конкуренција и постепено се враќа на оние стари цврсти добри патеки. Ако го следиме тој тек, она што рековте, дека имало со некаков сомнителен багаж политички и така натаму. Сепак тоа е надвор од правниот факултет. Ви благодарам што ја прифатите поканата уште еднаш. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше универзитетскиот професор Горан Коевски, а по кратката пауза за реклами, мој следен соговорник е амбасадорот на Франција во Република Северна Македонија. Следете не. Во политичко-обштествениот магазин е неговата екселенција Сирил Богмартнер, амбасадор на Франција во Република Северна Македонија. Ви благодарам што издвоивте време и ја прифативте мојата покана за интервју. Амбасадоре, разговорот ќе го започнам со едно прашање поврзано со идејата која се пласираше во јавноста околу можното прекројување на границите на Балканот, која беше обелодената преку така наречениот нон-пейпер на словенечкиот премиер Јанес Јанша. Дали ова значи дека се уште на Балканот и во Европската Унија постојат идеи за прекројување на границите во регионот? И каков е концептот на Европската Унија во однос на перспективата на земјите од регионот, доколку на подолг рок останат надвор од европското семејство? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et je suis très honoré d'être le premier invité de votre nouvelle émission. Pour ce qui concerne votre question, donc vous vous référez effectivement à ce non-papier dit slovène. J'observe qu'en réalité, la nature de ce document est quand même incertaine. D'une part, sur son contenu, il faut quand même avoir à l'esprit qu'il aborde des choses qui ne sont pas du même niveau. D'autre part, il me semble avoir compris que les autorités slovènes nient être à l'origine de ce non-papier. Donc en fait, c'est un papier dont le statut est incertain et qui n'a pas de paternité. Il a fait effectivement un certain bruit et il a trouvé un certain écho, plus particulièrement dans cette région du monde. Mais si on en juge par les réactions qu'il a suscitées jusque-là, pour ce que j'ai pu en voir, toutes ces réactions étaient exclusivement négatives. Donc, et à l'inverse, donc, je n'ai pas observé le moindre soutien affirmé en faveur de ce document. Et donc, je pense que si il s'agissait d'un ballon d'essai, mon sentiment est que ce ballon a plutôt tendance à se dégonfler. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au plan européen, il n'existe pas de plan de cette nature. Амбасадоре, кога и под какви услови може да очекуваме конечно да се одржи првата меѓувладина конференција Северна Македонија и Европска Унија? Je pense que la question est bien posée. Parce que le sujet, ce n'est pas de savoir si les négociations s'ouvriront, mais bien de savoir quand et sous quelles conditions. Donc je crois que ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que sur le principe, il y a une décision qui a été prise il y a maintenant un peu plus d'un an, en mars 2020, qui est une décision de principe favorable à l'ouverture des négociations d'adhésion en ce qui concerne la Macédoine du Nord et également en ce qui concerne l'Albanie, avec certaines conditions à l'époque pour ce qui concerne ce dernier pays. Cette décision a été prise à l'unanimité. Et puis sur cette base, il y a un travail qui a été réalisé pour fixer le cadre de la négociation d'adhésion avec la Macédoine du Nord. Et là aussi, il y a un accord très large qui a été trouvé en décembre de l'an dernier sur ce cadre de négociation. Mais dans ce cas, il y a un État membre de l'Union européenne, qui est la Bulgarie, qui s'y est opposé. Donc à ce stade,
En réalité, pour pouvoir tenir cette conférence intergouvernementale d'ouverture des négociations d'adhésion, la seule question qui reste posée est de savoir dans quelles conditions il sera possible de dépasser ce blocage de la part de la Bulgarie. Et donc pour cela, en réalité, vous le savez, il y a des élections législatives qui sont tenues récemment en Bulgarie. Ces élections ont été marquées par un renouvellement en fait relativement important. Et donc, en fait, on est dans une phase actuellement qui est une phase d'attente qui consiste à savoir en fait quelle sera la nouvelle majorité et quel sera le nouveau gouvernement à l'issue de ce processus électoral. Donc je pense qu'à ce stade, on en est là, en sachant que la présidence portugaise de tour de l'Union européenne a rappelé encore tout récemment que son ambition était de pouvoir ouvrir ces négociations d'ici la fin de son mandat, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de juin prochain. Година завършва политическата кариера на германската канцеларка Ангела Меркел. Многу ми навела дека главната политичка локомотива во Европската унија ќе биде францускиот председател Емануел Макрон. Во исто време проценките се дека во официјален Париз нема големо расположение околу процесот на проширување со земјите од Западен Балкан. Tout d'abord, il est incontestable que le président de la République est un Européen convaincu et qu'il assume en fait cette conviction européenne. Donc les sujets, il a porté la question européenne dans ses propositions en fait lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2017. Et depuis, à la suite de son élection, il a eu à plusieurs reprises l'occasion d'exposer une vision articulée pour le renforcement de l'Union européenne. Ça a été le cas dans son fameux discours de la Sorbonne et puis à d'autres occasions encore par la suite. Et plus généralement, dans le débat européen, il est apparu souvent comme une force de proposition et d'initiative pour aller dans le sens d'un renforcement de l'Europe par rapport aux nombreux défis qui se posent à elle dans le monde d'aujourd'hui. Alors, la deuxième chose, c'est que il faut quand même avoir à l'esprit que la notion de leadership, elle s'exprime d'une façon un petit peu spécifique au niveau européen. Parce que l'Union européenne, c'est une organisation qui est certes très intégrée, mais ce n'est pas un État. Et donc, dans ce cadre, dans le cadre de cet ensemble qui est un ensemble de solidarité, il n'est pas question qu'une institution ou un État impose sa volonté à tous les autres. Et d'ailleurs, ce serait complètement contraire à l'esprit européen. L'esprit européen, c'est de forger du consensus. Donc je pense que dans ce contexte, le leadership français, il s'exprime par une capacité de mobilisation, il s'exprime par une capacité de plaidoyer pour convaincre, il s'exprime aussi par une capacité d'écoute pour partager, parce qu'à la fin, on ne peut jamais réussir seul en Europe. Donc il me semblait important de le rappeler. Et puis quant à ce qui concerne la vision française de la région, moi il me semble que ces éléments porteurs sont déjà connus. D'une part, en ce qui concerne la perspective européenne et la question de l'intégration européenne, vous savez qu'il y avait cette demande française concernant ce qu'on a appelé la nouvelle méthodologie de l'élargissement. C'est un sujet, je pense, sur lequel on va revenir ultérieurement. Cette demande a été entendue et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, sinon tout le monde, je crois que beaucoup de partenaires institutionnels reconnaissent que cette demande était tout à fait fondée. C'est d'ailleurs très certainement la raison pour laquelle elle a été entendue. Donc ça, c'est la vision française en ce qui concerne l'intégration européenne. Mais plus largement, il y a aussi une vision française qui s'exprime vis-à-vis de cette région des Balkans occidentaux et qui s'est traduite par l'adoption, il y a quelques petites années, d'une stratégie française pour les Balkans occidentaux.
Et cette stratégie, alors, elle a certainement un effet utile pour faciliter en fait les pays de la région dans leur rapprochement européen, mais son objet est plus large et vise aussi à répondre à l'ambition de la France d'être à nouveau plus présente dans cette partie du monde. Prepoznавате ли искрени намери во битката со справување со корупцијата и криминалот? И дали може би гледате меѓу редови и обид за реваншизам? Денуваме беше и усвоена националната стратегија за борба против корупцијата. Дел од вашите колеги амбасадори ја поздрави одлуката, но порача меѓу другото дека очекуваат дека будно ќе следат ситуацијата околу борбата против корупцијата, но очекуваат и целосна имплементација околу овој проблем кој очигледно станува еден од приоритетите за интеграција во Европската унија. Oui, ces sujets constituent vraiment clairement une priorité. Je crois que tout le monde le reconnaît. L'Europe demande effectivement de façon très claire, notamment dans les différents rapports de la Commission européenne, que ces sujets soient traités avec le plus grand sérieux. Et on sait d'ailleurs que ces questions seront au cœur de la négociation d'adhésion une fois que celles-ci seront engagées, et on l'espère le plus rapidement possible. C'est une demande de l'Europe, mais je crois que ça correspond aussi à une demande forte de la part des citoyens de la Macédoine du Nord. Et je crois que ça correspond aussi à l'intention et à l'ambition du gouvernement. J'observe que d'ailleurs cette ambition du gouvernement se traduit dans sa structure même, puisque autour du Premier ministre, il y a un poste de vice-premier ministre chargé spécifiquement de ce sujet qui a été créé. Alors ensuite, je ne pense pas que l'intention soit de se venger. Il s'agit simplement, par rapport à ce constat partagé, de pouvoir corriger tout ce qui demande à l'être. Et pour ça, il faut que des réformes soient engagées. Il faut poursuivre l'action réformatrice, il faut la mener jusqu'au bout, il faut peut-être parfois l'intensifier, et il faut s'assurer que les réformes qui sont adoptées, une fois qu'elles l'ont été, elles sont effectivement mises en œuvre et qu'elles sont irréversibles. Et comme je l'ai dit précédemment, ces sujets-là seront suivis avec la plus grande attention dans le cadre de la procédure de négociation d'adhésion, en vertu d'une nouvelle méthodologie que j'évoquais précédemment et qui, d'une certaine façon, va permettre de relever encore le niveau d'exigence sur ces sujets. Enfin, pour ce qui concerne la stratégie de lutte contre la corruption que vous évoquiez, je crois qu'à ce sujet, on peut dire deux choses. D'abord, de façon plus générale, on peut quand même se féliciter du fait que les conditions politiques aient été réunies pour trouver un accord sur ce thème. C'est un élément politique qui me semble notable et important. Et d'autre part, ce document a incontestablement un intérêt opérationnel puisque, pour dire les choses simplement, en quelque sorte, il va fixer le cadre d'action et les priorités d'action de la Commission nationale pour la prévention de la corruption. Commission qui est un organe dont chacun s'accorde à reconnaître l'utilité et le rôle important qui doit être amené à jouer pour traiter ce sujet. Амбасадоре, се уште не се расчистени одредени случаи поврзани со корупција и криминал од претходната власт, а сведоци сме дека вакви девијантни појави се појавуваат и кај актуелната власт. Сега ќе ви прочитам еден цитат од вашиот колега, холандскиот амбасадор Дирк Јан Кноп, кој во интервју за Трилинг меѓу другото рече: корупцијата е состојба на умот на целото општество, од корупцијата во јавните набавки, хронизмот, непотизмот на највисоко ниво, кај градоначалниците, судиите, па се до луѓето кои се подготвени да платат подкуп. Препознавате ли можеби притаен дил помеѓу политичките, судските и бизнес елити за меѓусебно заштитништво? D'abord, il y a le constat qui est dressé. Et je pense que
il est incontestable qu'il contient une part de vérité. C'est d'ailleurs ce qu'on évoquait tout à l'heure. On sait qu'il y a un certain nombre de choses à corriger. On sait que ceci est exprimé clairement par les institutions européennes et qu'encore une fois, elles seront au cœur de la négociation d'adhésion. Et on sait aussi que le gouvernement est animé par une volonté de changement et considère ce sujet comme une priorité. Ensuite, je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas généraliser à l'excès. On ne peut pas méconnaître les problèmes, et je crois que personne n'est dans ces dispositions. En même temps, il ne faut pas pécher dans l'excès inverse et laisser entendre que tout le monde serait corrompu dans ce pays, parce que je pense que ça serait injuste et ce serait aussi injurieux. Concrètement, je pense que d'abord, les choses doivent s'apprécier en tendance. Et il me semble que d'ores et déjà, des progrès significatifs ont été faits pour apporter des améliorations par rapport à cette situation que nous décrivons. Et ceci, d'ailleurs, est reconnu dans les rapports produits par la Commission européenne. Во 2020 година покренати се постапки против 107 суди, започна постапката за проветрување на македонското судство, но во исто време неколку истражувања покажува дека македонските граѓани немаат довер во македонското судство. Како до сериозни, длабоки реформи во македонското судство и дали ветингот според вас би можел да ги даде посекуваните резултати или може да биде само лов на вештерки? Je pense qu'il ne s'agit pas de chasse aux sorcières. Le vetting, c'est effectivement un moyen important parmi d'autres pour corriger la situation. Il y a des organes d'autorégulation judiciaire qui existent. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature pour les juges, et puis il y a le Conseil des procureurs. Je crois que ces organes ont fait l'objet de réformes législatives pour renforcer leurs moyens, y compris s'agissant du vetting. Et je crois qu'en ce qui concerne en tout cas le Conseil supérieur de la magistrature, ces potentialités offertes par le nouveau cadre juridique ont déjà commencé à être exploitées, puisqu'il y a un certain nombre de juges qui, dans ce cadre, ont été écartés. Donc je pense que c'est un développement qui est important, qui mérite d'être noté. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas considérer que ceci constitue la réponse unique à la question qui est posée. Et par exemple, et je ne serai pas exhaustif en évoquant ceci, mais un petit peu dans le même sens, je pense qu'il est important aussi d'agir en amont pour s'assurer en fait de l'impartialité du recrutement des magistrats et du niveau de formation de ces magistrats. Амбасадоре, деновиве излезе најновиот извештај на Репортери без граници. Иако е детектиран одреден мал напредок, сепак оценката на Репортери без граници е дека има сериозна неказнивост и мешање на политиката врз медиумите. Што вие мислите? Je pense qu'en fait, si la progression qui est observée sur la période récente est limitée, elle n'en est pas moins réelle. Et je crois que c'est important sur ce sujet de pouvoir juger les choses avec davantage de recul. Parce que je pense qu'en fait, les avancées les plus significatives, elles ont été faites en réalité dans les années antérieures. Et sans être un spécialiste de cette question, j'ai quand même le sentiment que tout le monde s'accorde, ou beaucoup en tout cas s'accordent, beaucoup d'observateurs s'accordent, pour estimer que quand même la situation est dans la Macédoine du Nord d'aujourd'hui beaucoup plus satisfaisante qu'elle l'a été. Et la vérité, c'est qu'il y a du pluralisme politique et ceci se reflète dans le panorama médiatique. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, en Macédoine du Nord, la parole est libre, que toutes les opinions peuvent s'exprimer.
Et en allant plus loin, je pense même que, d'une certaine façon, à certains égards, la Macédoine du Nord se distingue par l'importance des progrès qui ont été réalisés dans la période récente. Политичките опоненти меѓу себе си ја префрлаат топката за застојот околу реформскиот процес. Каде вие, во кои области гледате напредок, а каде назадување? Alors en même temps, ce qui est important, c'est que ceci ne conduise pas à la paralysie. On a parlé depuis le début de cette interview de l'importance de pouvoir traiter certains sujets en matière d'administration de la justice, de lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Et pour y parvenir, il faut qu'il y ait des réformes qui soient menées. Et ces réformes, elles passent par un processus législatif. Et si ça n'aboutit pas, eh bien, on ne pourra pas corriger la situation. Et je pense que ça va créer de la désillusion au sein de la population. Et il faut avoir à l'esprit que, encore une fois, ces sujets, ils seront au cœur de la négociation d'adhésion européenne une fois que cette négociation sera engagée. Et que donc, si il y a une impasse de ce type qui se constate, elle va se répercuter immanquablement sur l'avancée des négociations d'adhésion. Autrement dit, on risquerait de se trouver dans une situation de blocage à nouveau, mais pour le coup, ce sera un blocage qui serait vraiment purement macédonien. Амбасадоре Баумгартнер, при крајот од разговорот, деновиве сме сведоци на една рашомоњада во македонскиот парламент при усвојување на клучните закони кои се неопходни околу санација на економските последици од COVID-19. Дали бавното усвојување на законите во законодавниот дом и нивната имплементација на некој начин кажува и за démocratique capacité na državата? Non, je pense que les choses ne s'expriment pas comme ça, notamment pour ce qui concerne le processus d'adoption des lois. La question, ce n'est pas qu'une loi soit adoptée rapidement ou plus lentement. Il y a des procédures parlementaires et il faut qu'elles soient respectées. Et le débat politique au Parlement doit avoir lieu. Et le temps voulu pour cela doit être réservé. Ensuite, concrètement, il y a des lois qui sont plus simples ou plus consensuelles, et il y en a d'autres qui sont plus complexes, ou alors qui présentent des enjeux politiques qui sont plus marqués. Et donc, il est tout à fait normal que le temps d'adoption diffère selon les situations. En revanche, je pense que une situation générale et durable de blocage parlementaire n'est pas satisfaisante d'un point de vue du bon fonctionnement de la démocratie. Амбасадор, ви благодарам за издвоеното време. Merci à vous. Следите Трилинг, продолжуваме со мојот трет вечерашен соговорник за ова издание на Политичко-општествениот магазин, а во емисијата е Зоран Јовановски, советник на управниот одбор на Стопанската комора. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам за поканата. Господин Јовановски, како комората на крупниот капитал гледа во однос на најновиот сет економски мерки и гледате ли наскоро излез од економската стагнација? Прво, 2020 година, со падот кој што го имаме регистрирано, е втората најлоша година во историјата на Македонија како независна држава. Знаеме дека падот беше 4,5%. Знаеме дека според податоците на Државниот завод за статистика, дека бројот на активни деловни субјекти се намали за околу 2850, за околу 4%. Знаеме дека околу 18.000 луѓе ги изгубија работата, бројот на вработени на крајот од 2020 во однос на крајот од 2019 беше помал за околу 18.000. Јас во основа би ги поделил економските субјекти на 3 групи и потоа за секој од тие групи различен вид на мерка беше релевантен. Во првата група беа компаниите кои што буквално се борат да преживеат. За нив најважната мерка беше мерката за финансиска поддршка за исплата на плати. И таа е убедливо најважната мерка
за македонската економија во ковид периодот. Ние слушнавме од директорката на управата за јавни приходи дека во март околу 55.000 луѓе немаат се уште земено плата. Тоа е затоа што тие компании чекаат помошта од државата. Плюс сега тука доаѓаат и одредени сектори кај кои што проблемот беше не дека тие лошо работат или нешто, туку им беше забрането да работат. Значи зборуваме за угостителството, некои туристички, да речем, аспекти од работењето и така натаму. Сега гледаме ни во последниот сет на мерки, дека конечно има некои мерки кои што се дел од приходот се надоместува, дел за вработените се даваат пари, и тоа веројатно нешто ќе помогне. Сега прашање дали тоа не требаше да биде многу порано. Втората група на деловни субјекти, однос на мерките, се оние кои што не беа во зона дали ќе преживеат или не, имаат потенцијал да преживеат и за нив се малку поинакви мерки релевантни и мислам дека тие ги искористија овие кредитите бескаматни или со ниски каматни стапки од Македонската развојна банка. И третата група се компании кои што во услови на пандемија работеа добро, продолжија да инвестираат и така натаму. За нив пак е важно од сите економски мерки она што значи закон за доследна примена на законот за финансиска поддршка на инвестициите, каде што е предвидено дека државата ќе ги поддржи тие што инвестираат на одреден начин, со тоа што ќе мислаке одредени износи на одредени датуми. За тие компании е многу важно тоа од страна на државата да се изреализира. Значи, во услови на криза, клучна работа, бидејќи кризата оди рака под рака со неизвестност. Кога ќе заврши, колку длабока ќе биде кризата, значи општа неизвестност постоеше и постои, да речеме, до некаде. И во такви услови кои се носат било какви мерки, тие треба да одат паралелно. Значи, денеска се објавува мерката и веднаш таа е објавена и во службен весник, за да знаат компаниите најавената мерка што точно значи. Зашто ние имавме случај, во Стопанската комора имавме ние кризен штаб кој што функционираше и им помагаше на компаниите во текот на целиот овој период. Се најавува некоја мерка, 1, 2, 3, 5, а ги нема деталите за мерката. Стотици повици добивате во денот во комората и вие не можете многу да им помогнете бидејќи деталите ги нема. Кога очекувате реално закрепнување на економската слика во услови на неизвестност со справувањето со COVID-19? Значи, кризава трае подолго од што иницијално се мислеше. Тоа сите ќе ви го потврдат. И вториот факт е, кризата ќе трае се до тогаш. Чекайте, господин Јовановски, јас се сеќавам на едно интервју на вашиот председател Лазевски, 2020 декември. Кризата ќе трае долго. Треба да се подготвиме. Точно така. Тоа велам и јас. Трае подолго од што мислеа сите кога почнуваше кризата. Значи, сите предпоставки беа дека кризата ќе биде, не сите, имаше од значаен број луѓе предпоставки дека кризата лани ќе биде второто тримесечие, во третото тримесечие веќе ќе почне некакво закрепнување, во четвртото тримесечие лани, дека веќе ќе се враќаме ние на патеката. Што значи дека компаниите не беа подготвени да се прилагодат на новиот начин на функционирање? Не компаниите. Компаниите имаат, значи, ние треба да знаеме дека овие компании, особено ние кои што со години работат, тие веќе виделе сито и решето. Значи, тие поминале ембарга, затварање на граници, 300 чуда поминале. Значи, тие најдоа модус, како и во дадени околности, да се прилагодат и некако да се помине колку може побезболно ова целово. Зборувам за дизајнерите на економските политики и перцепцијата на економистите до која ќе трае кризава. Кризава, значи, не заврши лани во септември, туку и сега сме ние април, и таа и понатаму има индиции дека ќе трае. Што е клучниот елемент за да заврши кризава? Не може кризава економски да се реши, да заздравиме ние, без претходно да не го решиме прашањето со пандемијата. Значи, решавањето на здравствениот аспект е предуслов за сериозно економско заздравување. Колку си поназад со процесот на здравствено заздравување, значи вакцинирање во конкретниот случај,
толку поголеме помали ти се шансите брзо да заздравиш. Северна Македонија е детектирана како држава со ендемска корупција. Вашиот председател Бранко Алзевски во едно интервју што го има дадено пред речиси 1 година вели: кризата нема да заврши брзо, ниту се знае колку ќе трае, а и никој засега не може да предвиди. Но ако нема владење на правото, нема ни раст на бизнисот. Тоа е апсолутно точна, мислам, апсолутно прецизна изјава. Азијскиот председател на Стопанската комора го изразува и неговото мислење, тоа е ставот позади кој што стои целата комора, така што ова е неспорно. Што значи и кога ќе излеземе од здравствената криза, клучен проблем ќе ни биде владењето на правото. Ние, кога зборуваме за здравствената криза, тоа е за да се вратиме онамо кај што бевме на патеката нормална, на нормално работење. А сите други реформи кои што и онака требаше да ги правиме ние и со пандемија и без пандемија, тие си остануваат како задача на наша македонска задача, да речем на македонската држава. Така што вие не можете да зборувате за која пазарна економија ќе зборувате ако вие немате владење на правото. Таа подразбира дека вие имате владење на правото, бидејќи тоа е заштита на собственоста, тоа е заштита на валидноста на договорите, дека вие ако имате со некого договор, бизнес договор и не можете да тој од таа страна не го почитува, дека кога отидете на суд, судот ќе пресуди во ваша корист, бидејќи вие сте во право. Тоа е основата за да можете вие разумно да функционирате. Така што тоа е апсолутен приоритет на оваа држава. Допираат ли до власта сугестиите, советите, ставовите на бизнес заедницата? Може да се каже дека таа комуникација се случува, значи по повеќе линии, да речем, се комуницира, комората го сондира мислењето прави сондажа на мислењето на членките, тоа го преточува во одредени ставови, тие ставови ги комуницира со властите и успева, да речем, да издействува она што е во линија со здравиот разум, со пазарната економија, тоа, например, и да биде на некој начин направено од страна на тие кои што го креират економскиот амбиент. Комуникацијата е предуслов и е во интерес на сите. Од една страна и ние како бизнес заедница ќе слушнеме што ни кажа, што планира власта. Од друга страна, власта може да го провери своите ставови, да ги провери преку комуникација со бизнес заедницата. Знаете како, сите овие членки на Стопанската комора се компании кои што имаат големо акумулирано искуство во себе и тој потенцијал, зборувам како поглед кон тоа како треба да работите, може да и биде од корист на било која влада да го има предвид и да го зема предвид кога дизајнира закони и така натаму. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам. Поштовани гледачи, тоа беше Зоран Јовановски, член на управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, и тука го завршуваме и ова издание на емисијата Трилинг. Се гледаме повторно за 7 дена во исто време, петок, 18 часот и 15 минути. Довидување.